Вториот настан овдека беше во оваа зграда на Поштадот Македонија, позната по поранешно дека во минатото пред земјотресот се викало офицерски дом. Сега таа зграда ја гради приватен инвеститор кој што, како што дознав од неговиот представник, и ќе ја намени за хотел со 4 звезди, Marriott Courtyard, во еден дел, а во еден дел ќе биде деловен центар. Сепак уште кога државата оваа зграда ја стави на лицитација, кога локацијата ја стави на електронска лицитација, беше забележано дека еден кат, и тоа овој првиот кат, треба да биде остапен на државата. Значи треба да го изгради со негови средства инвеститорот и бесплатно да го остапи на државата. Тоа беше услов при самата лицитација и секој еден кој што знаеше дека кој што лицитираше, практично знаеше дека однапред има задолжение еден од катовите, цел кат, да го остапи на државата. Државата има две намени за тука. Едната намена е околу 350 метри квадратни, изградба на современ простор за матична служба за венчавки со сите стандарди. Венчавките во Скопје сега се одржуваат во една стара, руинирана, дотраена барака во општината Центар. Од сега ванатаму, од како ова ќе се заврши, би биле во еден многу современ, естетски уреден простор, доволно голем и со сите потребни елементи, кој што би излегувал директно на Поштадот овдека Македонија и би имал уште еден влез од зад зградата кон зградата на МЕФСО. Вториот дел би бил еден вид на мултифункционална сала со примарна дејност библиотека и читална. Тоа би била примарната дејност, но по потреба библиотеката би останала, се разбира, но читалната би можела да масите и столовите да се стават во последна просторија, за да може некојаш да се користи за различни приеми, различни настани, различни видови на концерти, камерни концерти, поетски читања и други собирања, кои што би биле по договор со оние кои што ќе одржуваат салата и потоа повторно се враќа да си биде читална. Значи во 99% од времето таа би била читална со еден дел библиотека, а во 1-2% по потреба со изнемување би може да се користи и за други намени. Она што е негативно во оваа работа е што неодамна со незаконското укидување на дуповите во Маурин, градоначалникот на Центар и советниците на Центар оневозможија да се изградат скалите за излез тука, за излез кон Поштадот, кои што беа уцртани во тој детален урбанистички план. И со тоа се оневозможува, доколку не се коригира таа работа, односно доколку институциите тој незаконски донесен дуп не го поништат, се оневозможува директно од Поштадот да може да влегуваат сите што доаѓаат во матичната служба и да има директен излез кон Поштадот Македонија. За жал, можам да кажам, градоначалникот на Центар се што прави да спречи некоја градба, некоја решавање на проблем, да оневозможи нешто, и цело време внесува некоја негативна енергија, а не го гледам да направи нешто позитивно. Јас ќе ви кажам во неколку наврати, значи отидов да видам докаде е гаражата, катната гаража спроти Македонскиот народен театар. Беа медиумите сведоци. 3 месеци завршена гаражата, градоначалникот на Центар не даваше дозвола да почне да работи. Се завршено. Потоа отидов вчера кај факултетот за драмски уметности, зградата што се гради, која што е речиси готова. Обврска негова била да изгради улицата покрај факултетот, сега е кал, прашина, песок и така натаму, не ја гради, ниту пак дава државата да изгради, бидејќи треба да даде согласност до СОЗР да изгради, доколку тој не сака да ја гради, иако е негова обврска. Трето, улицата помеѓу двете згради спроти Бристол. Во едната зграда се сместени регулаторните тела, а во другата наскоро ќе се смести Елен. Исто така обврска на градоначалникот не дозволува, ниту ја гради, ниту дозволува некој друг да ја изгради. Ова денеска четврто оневозможува да има скали од Поштадот во матична служба со поништување на дупот. Значи човекот само гледа нешто да расне, нешто да поништи, нешто да запре, да уништи некоја идеја и смета дека тоа му е пиар, дека тоа му е на него реклама, дека нешто запрел, спречил, уништил и така натаму. Тоа е многу лошо за еден градоначалник, кога се занимава само со негативни работи. Кога својот успех го мери колку ќе го намали успехот на неговиот опонент политички. Тоа е на штета на граѓаните.
Јас го повикувам да прекине да се занимава со работи што се на штета на граѓаните, да создава нешто добро, да изгради нешто што им вети, да создаде нешто да им рече некој проблем, а не да ги доведува во ситуација постојано да имаат одредени проблеми, со тоа додат покал, да немаат улица, да не може да паркираат во катна гаража или да не може да влезат во матична служба од предната страна на зградата од поштадот, само затоа што тој сака да го невозможува политичкиот опонент во действувањето и во реализацијата на плановите што ги има и проектите што ги гради. Така што можам да кажам дека до декември, според инвеститорот, од она што ни го каже инвеститорот, тие планираат зградата да се заврши, додека помеѓу декември и април следната година да се заврши внатре интериерот, што значи согласно договорот, откако ќе биде затворен овој простор, ќе бидат ставени сите електрични и машински инсталации, од април следната година ќе може државата да го уреди интериерот и се надевам дека тоа ќе се заврши во период од 7-8 месеци, така што до крајот на 2018 Скопје да добие матична служба и да добие еден простор кој што ќе биде користен мултинаменски, меѓутоа примарно и најмногу ќе биде користен како читална, пред се за младите, нешто што го ветивме во нашата програма и нешто што масовно ќе биде користено бидејќи е на една од најдобрите локации во градот Скопје, во строгиот центар на поштадот Македонија.